да се посветиме на оно кое што Господ го стави во моето срце. Ќе прочитам на почетокот еден стих, ама тоа нема да биде стихот кој што ќе го зборувам јас, него ќе ни биде како еден репер за оно кое што ќе го кажам понатаму. Во Исаија 55 глава, пророкот во 8 стих ќе запише: Моите мисли не се ваши мисли, ниту вашите патишта се мои патишта. Во текстот кој што сакам денеска да го разгледаме се наоѓа повторно во Стариот Завет и ќе зборувам за личноста по име Јосиф. Мене ми е драга личност, затоа што Јосиф е една, мислам дека и најголемата слика за нашиот Господ Исус Христос. Неговиот живот е отсликан за нашиот Господ Исус Христос. Но ќе разгледаме се она кое што не се, ама еден дел од неговиот живот на Јосиф, и мислам дека повеќето од нас и ќе се препознаеме во животот на Јосиф. Не повеќето, би требало и секој да се препознаеме. Јосиф им рече, ова е времето кога Јосиф се најде, уствари браќата негови се најдоа пред Јосиф, а Јосиф беше на една многу висока позиција во Египет во тоа време. Јосиф им рече: не плашете се, зар сум јас наместо Бог? Вие смисливте зло за мене, но Бог тоа го сврте на добро, за да се изврши она што денес се случува, да се зачува животот на многу луѓе. Животот на Јосиф е кулминација на книгата Битие во Стариот Завет. Неговиот живот е еден од најсовршените животи опишани во Библијата, да го исклучиме нашиот Господ Исус Христос. Гледајќи го Јосиф единствено како човек. И е полн со практични лекции за нас христијаните. Во неговиот живот го наоѓаме речиси секое искуство на страдање што го доживеале верните луѓе. Конечно, ни еден библиски лик не го осликува толку блиску животот на нашиот Господ Исус Христос, како што тоа бил животот на Јосиф. Затоа денес сакам заедно да откриеме некои слики од животот на Јосиф, кои што навистина ќе ни помогнат и во нашиот растеж, во нашиот христијански живот за понатаму. Животот на Јосиф е толку богат што не е возможно целосно да се исцрпе во една проповед. Многу нешто се случија во неговиот живот. Тоа треба да биде и нашиот живот како христијани. Нашиот живот треба да е полн со многу нешта кои што ќе бидат сведоштво и многу работи за слава на Господ Исус Христос. Јосиф не помина низ добар живот. Ќе го разгледаме сето тоа. Помина низ детство кое што му беше и радосно, но му беше и турбулентно. Токму во моментите кога најблиските направија нешто кое што не требаше ни да го помислат, а не па да го направат. Ќе кажеме неколку работи само за да можеме да видиме колку е богат и Божиот збор преку животот на Јосиф. Како прво ќе одиме до детството на Јосиф. Секој еден од нас денес присутен, верувам дека се сеќава на многу моменти од раното детство во вашите животи. Јосиф беше миленик на татко му. Јосиф се роди кога неговиот татко Јаков имаше 91 година во, да речеме, длабока старост. Беше син кој што беше многу сакан од својот татко. За нашиот Господ Исус Христос се вели дека мојот возљубен син, така го нарекува небесниот татко. За нас како христијани можеме да ги прифатиме овие зборови дека јас и ти сме возљубен син, возљубена ќерка од нашиот Господ Исус Христос. И немојте да се срамите од тоа. Слободно кажете, јас сум возљубен син, јас сум возљубена ќерка на Господ Исус Христос. Јосиф имаше две имиња. Едното го доби при раѓањето, а другото кога имаше 30 години, кога беше прославен.
Јосиф, за оние кои што не знаете што значи тој збор, значи Господ умножува. Господ Исус Христос е нашиот голем умножител. Адам со гревот кој што дозволи да се случи таа непослушност, одзеде, но нашиот Господ Исус Христос умножува. Тој е навистина големиот умножител. Кога Јосиф беше прославен, фараонот му даде ново име, малку е заметно тоа име, египетско име, јас ќе го прочитам од текстот, и тоа име беше Цафенат Панеах, а значи во превод откривач на тајни. Ова го доби како име затоа што му откри соништа на фараонот, а и кога беше и во затворот, на двајца затвореници им откри сон. Браќата го мразеа Јосиф затоа што им ги откриваше нивните зла дела. Се она кое што тие го правеа, тој го кажуваше на својот татко. Од неговиот татко му беше дадена и најубавата облека. Беше облечен во најубавата облека. И тој и неговиот татко токму преку облеката јавно сакаше да покаже колку го сака. Иако ние сме, кои што сме родители, не треба да ги одвојуваме децата, нели, ова повеќе го сакам, она помалце. Децата знаеме дека го чувствуваат тоа, го имат како чувство. Но еве во примерот со Јосиф беше така. Дали ти беше роден во старост и беше засакан, или тоа е Божјата промисла, Библијата толку детали не ни дава, но ние можеме да си предпоставиме. Во почетокот Јосиф по занимање беше овчар или пастир. Тој го пасеше стадото и овците на својот татко. Нашиот Господ Исус Христос е нашиот голем пастир. Ви ги спомнувам овие зборови за да ве потсетувам во моментот како Јосиф е слика за нашиот Господ Исус Христос. Гледате, беше сакан од неговиот татко. Возлюбен е нашиот Исус од неговиот татко. Беше сакан и беше облечен во најубавата облека. Нашиот Господ Исус Христос во облеката која што носел во тоа време, може би не била најукрасена. И тој дојде со понизно срце, понизно ни служеше нам. Но облеката ја означува нешто посебно. Јосиф беше пророк. Кога доби сон за својата иднина и иднината на своите браќа, тие уште повеќе го намразија. Јосифовите соништа почнаа да се исполнуваат во Египет. Кога неговите браќа дојдоа пред него. Кога Јосиф наполни 17 години, тие одлучија да го убијат. Неговите браќа одлучија да го убијат. Но ова се спротивстави еден од браќата, тоа беше Рувим, најстариот од браќата. Можно ли е како браќа да помислат на својот најмал брат да му го одземи животот? И тие не отстапуваа од тоа. Го мразеа толку многу, му љубомореа затоа што беше облечен во убава облека, наместо да се радуват, тие го мразеа својот брат. И кога сето тоа сакаа да го остварат, Рувим, нивниот најстар брат, не им дозволи. Но тие не беа да се поколебат во нивните намери. Сакаа да остварат нешто за да го отргнат Јосиф од нивниот живот, да не го гледат повеќе. Во времето кога они се наоѓаат да ги пасат стадата, поминува еден конвој со патници према Египет. И тие добиват, а претходно решават Јосиф да го фрлат во јама, во дупка, и да размислат што да направат со него. И сега кога овие поминуваат патници, добиват идеја да го продадат на нив. И тоа го прават. Гледате колку погрешни потези. Прво сакат да го убијат, а после и го продават својот брат. За да е можно такво нешто во фамилијата да се случи.
И ова и нас не подучува. Ние сме фамилија, нели? Во црквата сме фамилија. И ние, Библијата ни учи да се сакаме едни со други, да си помагаме едни на други, да се молиме едни за други. Не да љубомориме на било кого, ако Господ му ставил на срце да го прави тоа. Нека го прави и ние треба да се молиме и да се радуваме тоа што го прави. Ако е облечен или напредува во животот, ние треба да му бидеме ветер во грбот, за да го потикнеме, мотивираме да оде уште подобро, да биде уште подобар, уште поуспешен, а не да му ставаме спрепки. Браќата токму тоа го праве, а тоа го праве гревот во човекот. Оној кој што не ја разбрал вистината, мисли дека го праве тоа најдоброто. Секојаш човекот има тенденција да биде над некој. И сега Јосиф е најмал, како може он на нас да ни кажува некои работи? Како може? Тоа често се случува. Понекогаш и во црквата го има тоа, ако е некој најмлад во верата, ако е некој млад и по години, кај може он на мене, јас толку искуство имам, толку многу сум поминал, сега он дојде, он мене ќе ми кажува. Најчесто ние така правиме. Но не треба да е така. Сакаа да го убијат, но сега го продадува. Јосиф ги молеше да не го прават тоа, но тие беа одлучни во нивните намери и го направија тоа. Беше Јосиф отфрлен од својата фамилија, но не од сите, туку од своите браќа. Од поголемиот дел, само еден, најстариот, како така, тој дали го сакаше или не, ама не се согласуваше со идеите на другите браќа. Доживеа презир, доживеа омраза, понижување од најблиските. Му беше фрлена облеката и таа облека која што татко му не знам во тоа време дали ја купил, дали била ткаена, била фрлена и намачкана со крв, за да кажат на неговиот татко, ево го нашиот брат беше нападнат од животни и беше растргнат. Тоа му се случи на Јосиф. Облеката означуваше статус, углед и чест. Статус, углед и чест, како најмал син, без разлика што е најмал. Но сето тоа беше фрлено. Беше фрлен и неговиот статус, и неговиот углед, и честа му беше понижена. Сето беше од неговите најблиски. За нашиот Господ Исус Христос за облеката фрлаа ждрепка. Не барали е тоа нешто? И ден денеска такви работи се прават во светот за оние кои што не го познаа Господ Исус Христос како свој Господ и Спасител. Дали знаете дека од крстот ден денеска од дрвото се уште продават материјал да си купиш? А зошто го прават тоа луѓето? Мислат дека ако го има тој материјал, тој крст не знам колку и да бил голем, поминати се 2000 и кусор години, зарем останато нешто од него. И тоа е дрво. Толку години тоа дрво не може да обстое. Не може да биде како дрво. Но еве заради измамите од непријателот, заради материјализмот, луѓето веруваат слепо дека еве ќе си купам јас од тоа дрво и сум средил работа. Истото го верува и тие што фрлаа ждрепка. Истата вера беше кај нив. Фрлија ждрепка кој ќе има облеката на Исус. Не бар таа облека ќе го спасе него. Какви заблуди од непријателот. Исус сепак, колку и да беше од секој еден од нас отфрлен, на крстот кажа, татко, прости им зашто не знаат што прават. Ние го презревме, ние го отфрливме, ние за ништо го сметавме, но тој не отфрли. Со љубов кажа, татко, прости им зашто не знаат што прават. Јосиф, ќе видиме покасно дека го имаше истото. Истиот став беше полн, иако беше презрен, иако отфрлен од своите браќа. Го читавме текстот. Ова не е ваше дело, ова е Божјо дело. Господ отвори пат да бидам јас тука заради ваше спасение. Бог го даде своето најскапоценно, највредно,
да дојде помеѓу нас. Ние кои што го отфрливме и го презревме, тој не се сака. Со вечна љубов не се сака. За да можеме и денес да бидеме живи, да сме тука. Јосиф, иако младо момче, верувам дека во тоа време тој се беше доверил целосно на Господ. Како се поучувал? Од списите во тоа време кои што се биле пишувани или од зборовите кои што Јаков му ги пренесувал, затоа што Бог уште во пустината им остави Амане да се префрлат зборовите. Пустината е покасно, ама Јосиф сигурно и неговиот татко го учел на поучни работи како да се однесува во животот. Верувам дека биле поучувани и другите браќа, но нека и секој влегло она кое што било зборувано. Како втора работа ќе поминеме и низ страдањата на Јосиф. Јосифовите страдања најмногу го сликуваат и страдањата на нашиот Господ Исус Христос. Браќата му завидува и го мразеа поради љубовта таткова. Како и Јосиф и ние мораме да очекуваме да не бидеме разбрани од луѓето, можеби од најблиските, можеби да ќе бидеме и намразени, ќе бидеме отфрлени, ќе бидеме прогонувани. Фала му на Господ што можеби немаме такви прогонства како што имат многу браќа и сестри, посебно кои што живеат во муслиманските земји. Некои се изложени на тортура, некои се убивани, и тоа од најблиските. Во Македонија, не знам, имаме, барем јас знам за едно сведоштво на еден брат кој што живее, беше неготински зет, живее во Скопје, таткото негов повика заедно со војко му луѓе кои што беа спремни за да го убијат, и тоа во нивниот дом, заради верата во Христос. Но Христос направи чудо. Ова е сведоштво кој ви го споделувам на вас. Чудо направи. Го ослободи, не се случи тоа. За да биде тој наш брат да бидат сведоштво силно во нивниот дом. И Господ направи уште други чуда со неговата сестра која што беше на умирање, Господ ја подигна и ја исели. Другата сестра исто така ја исели. Тоа што Бог го започнува, верувайте, и во тебе, и во мене, Бог ќе го заврши на негов начин. Ќе бидеме прогонувани. Нашиот Господ беше прогонуван, беше презрен од сите нас. Не отфрли, и ден денеска не отфрла. Само да му бидеме верни и да го слушаме. Страдањата може да се заборават и да продолжат од луѓе на кои што сме им направиле многу добрини. Како што виноцрпецот кој што беше заедно со Јосиф во затворот и го заборави. Тоа што му каже Јосиф дека ќе биде ослободен после 3 дена. И после 1 година тој се сети за се оно кое што Јосиф му го направи добро. Често пати на оние на кои што ние најмногу сме им направиле добро, знаат добро да не боцнат. Да, знаат силно да не боцнат. Секој еден од нас си ги знаеме тие работи, нели? Да не ви споделувам јас од мојот живот и да не ве оптоварувам со се оно кое што Господ го правил во мојот живот и го направил, и кога не сум го познавал како многу блиски, се отуѓеле од нас. Аз сум му подал рака, сум ги хранел многумина и така натаму и така натаму. Во ништо да не му дадеме место на сатаната. Јосиф и во неволите, и во добрините, и во лошото не намрази никого. Јосиф си остана смирен. Јосиф остана таков како што си е и го молеше Бога да му даде сила да може да издржи, за во иднина да биде добар пример за целото семејство. Јосиф живееше за Бога и на слобода и во затворот. Круна на Јосифовиот карактер е љубовта и простувањето, како што го наоѓаме и нашиот Господ Исус Христос. Во затворот Јосиф покажа милост и љубов кон затворениците, и кога дојде на престолот, не го користеше тоа за себе си.
Нашиот Господ Исус Христос, го гледаме таа слика од Јосиф, ја гледаме и нашиот Господ Исус Христос. Царот на сите царства. Само вака ако сакаше да направи, сите ќе бевме поснопец. Сите ќе изгиневме. Но Исус никогаш не го направи тоа. Зарем не можеше он да се ослободи од крстот? Можеше. Но Исус го направи тоа на крстот, тоа дело заради мене и тебе. Ја плати цената заради нашите гревови. Ако тоа Исус не го направеше, ние денеска немаше да бидеме живи. Немаше да бидеме собрани тука. И тоа сето да го заборавиме и да го презриме, жално е за секој еден кој што го прави тоа. Јосиф помина низ многу страдања. Нашиот Господ Исус помина низ многу страдања. Од страдањата Јосиф беше воздигнат. Сега сакам заедно да се преместим и во иднината на Јосиф. 13 години после овој настан, кој што се случи и продажбата од своите браќа, Јосиф беше воздигнат на египетскиот престол, на најмоćната држава во тоа време. Јосиф беше во наши околности денеска премиер. Сите ресурси му беа овозможени, само престолот му припаѓаше на египетскиот фараон. Че египетскиот фараон му кажа, само ова место, ова столче е мое, со се друго ти располагаш. Јосиф, гледате го неговиот живот. Од дупката, во која што се најде од јамата, беше ставен и издигнат на престолот. Ки нашиот Господ и Спасител, работите никогаш не почнуваат од озгора. Како што ви покажав со кутијата, нели? Ние тежнееме, копнееме да станеме богати и кога ќе си богат, тогаш ќе имаш власт, ќе седнеш на некоја фотелја и ќе управуваш со луѓето. Ама најчесто ние моќите и власта знаеме да злоупотребиме. Има една поговорка, се вели, за да му го мериш умот на човекот, дај му власт. Кога ќе му дадеш власт и позиција, тогаш можеш да видиш колку има во карактерот. Ки нашиот Господ Исус не започнуваат работите од горе, туку започнуваат од доле. Како што Јосиф беше во јамата и беше после 13 години беше воздигнат на престолот. Во време кога по целата земја настана глад имаше и во хананската земја. Нема веќе како да обстојуват, како да живеат. Јаков слушна, таткото на Јосиф слушна дека во Египет има храна, дека може од таму да се купе храна. Верувам дека неговите браќа го имаа слушнато ова и Јаков им се обраќа на неговите синови. Добро, зарем вие не слушнавте дека во Египет има храна? Што чекате сега? Ајде брзо, одете да набавите храна за нашата фамилија. Сега, браќата го слушат таткото и одат на пат со добитоците кои што ги имат, за да може да купат храна од Египет. А од кого ќе купат храна во Египет? Од нивниот најмал брат. Оној кој што го продадоа. Но тие не знаат дека е Јосиф таму. И сега доаѓаат токму пред личноста на која што треба да му побарат храна, за да може да купат. Јосиф ги препозна своите браќа. Сега, ако Јосиф беше човек чие што срце не беше променето, еве по наше да кажеме христијани. Знаете ли што се може да ти се врте во главата? Опа, сега дојдовте вие кај мене, сега да ме молите. Сега немате храна.
Јас треба да ви продадам храна. Јосиф го имаше целосното право да ги убие своите браќа. Така ли? Ако ги гледаме, она кој што тие му го направија. Тие сакаат да го убијат, не го убија, но го продадоа. Уште едно зло. И тој имаше целосно право да им направи лошо на нив. Но не, Јосиф не го направи тоа. Иако ги препозна. Тие не можеа да го препознаат затоа што Јосиф им зборуваше преку преведувач. Апсолутно не ни помислува дека ова нивниот брат. И плюс во Египет, посебно тие што биле на позиција, им ставали златни веришки, па скапоцена облека и целиот маскиран, и како ќе го познаат. Не постоела шанса да тие го препознаат него. Замислите си оваа ситуација. Браќата доаѓаат пред Јосиф, кој што седи на престолот и не го препознават својот брат. Но Јосиф нив ги препозна. Нашиот Господ Исус Христос дојде помеѓу нас, ние не го препознавме, а има ден денеска луѓе кои што не го препознават како свој Господ и Спасител. Иако тој не познава секој еден од нас, добро ги знае нашите срца. И на секој еден од нас ни ја дава истата шанса, подеднакво. Не деле на оваков, на таков, на црн, на жолт, на бел, на сиромав, на богат. На секого ни дава истата шанса. Браќата не ни предпоставува дека Јосиф ќе биде тука. Апсолутно не ни мислеа. Беа гладни веќе, кога човек е гладен, бара начин за да ја задоволе својата глад. И тие беа решени да купат, тие не ни сонува, не ни мислеа дека нивниот брат ќе биде токму таму и дека од нив зависе. Оној кој што го продадоа за 20 сребреници. Нашиот Господ Исус беше предаден за 30 сребреници. За материјално, за позиција. Гледате Јосиф што им одговори кога тие се најдоа пред него. Но Јосиф им рече на браќата своји: дојдете поблизу до мене. И тие и пристапија, а верувам сега си ја имам како слика, како пристапуваат, они треперат. Кога вториот човек во египетското царство им се обраќа на нив, дојдете поблизу. Си мислат сега, ки знаеш што ќе ни прави овој. Дојдете поблизу, и тие пристапија, тој им рече: јас сум Јосиф, братот ваш, кого го продадовте во Египет. Ги подсетува браќите. Јас сум Јосиф. А сега пак не жалостете се, ниту да жалите што ме продадовте ваму, бидејќи Бог ме прати мене пред вас, за да го запази животот ваш. Затоа Бог ме прати пред вас, за да ве зачува на земјата, а и да ви го запази животот со големо избавување. Дали ова ни зборува нам како христијани? Бог те испрати тебе и мене тука, за да не обуче и да не испрате повторно таму каде што живееме, таму каде што работиме, за да сведочиме за спасение на многумина. Јосиф беше испратен од Бог, не од браќата. Господ ги создаде сите тие околности. Господ ги испраќа тие тестови и искушенија во нашите животи, тестови во нашите животи, да не оформе, за да може да не поставе на тоа што тој го замислил, за да не употребе за негова слава. Разбирате ова? Тоа е работата на Господ. Исус беше пратен за нас. Тоа е самиот Бог. Дојде помеѓу нас за спасение на многумина, меѓу кои сме и јас и ти. И ова не е се. Јосиф потоа со убави и со љубезни зборови ги смируваше и ги утешуваше своите браќа.
ако имаше омраза во него, ако не го заборавеше злоделото што тие му го направија, веќе тие ќе беа завршена приказна. Но Јосиф со убави и со љубезни зборови ги смируваше. Што му се случи на Јосиф? Тој доживеа целосна трансформација. Тоа што е потребно за секој еден од нас. Ако, како што вели Библијата, ако ги исповедаме нашите греови и го прифатиме Исус Христос за наш Господ и Спасител, тогаш доаѓа тие промени, таа метаноја во начинот на размислување и на живот. Наместо омраза и гнев, ние започнуваме да се исполнуваме со љубов, да ги сакаме сите луѓе подеднакво на начин како што Бог нас не сака. И тоа да биде пренесено на луѓето околу нас. Љубовта Божја која што го освои нашето срце, да освои нечие друго срце. Да го потикне друг, дека само со Исус може да има смисла мојот живот. Да одам понатаму. Јосиф се држеше цврсто до Божјите ветувања. Не сте вие кои ме испративте во Египет, туку Бог ме испрати пред вас за да го запази вашиот живот. Колку прекрасно. Бог го испрати својот син, Бог не испрати и мене и тебе, за да запази животот на многумина. Апостол Павле во дела апостолски, за Лука, докторот Лука се извинувам, ќе запише за едно сведоштво, дека ако поверуваш ти, ќе биде спаштен ти и целиот твој дом. Ти ако поверуваш, само ти во твојот дом, Бог преку тебе ќе донесе спасение и за другите во твојот дом. Дали јас и ти сме спремни да го сватиме Божиот план за нашите животи? Ако Јосиф не го сватеше Божиот план, и ако не останеше смирен при се она кое што тој го доживеа претходно од своите браќа, верувам дека ќе ги убиеше. И ова е порака. Кога јас и ти ќе ја сватиме Божјата перспектива, или ќе ја фатиме, таа не се фаќа со раце. Треба да ја разбериме. Нашето минуто ќе оздрави. Ако сватам кој е Божјиот план за мојот живот и она кој што Бог сака да го направи преку мојот живот. Ако твојата иднина не се отвара, значи дека пребиваш во раните од минатото и дека преживуваш во сегашноста. Не е доволно да речеш дека веруваш во Исус. Важно е да ја разбереш суштината на Неговиот план за твојот живот. Ако Бог те одбрал да бидеш Негово чедо, да бидеш ослободен од вината на гревот, тој не те повикал само да седиш и да бидеш публика во недела да уживаш за себе си, туку сака да бидеш активен работник на Неговата нива. Да го сватиш Божиот план значи да направиш раздвижување во твојот ум. Да излезеш од твојот начин на гледање на животот и да гледаш така како што гледа Бог, со Неговите очи. Затоа што е време да се тргне напред. А што треба да направиш? Тука ја имам златната кутија. За секој еден, ова е пораката. Како прво, да го прифатиш Исус Христос. Тука е мало издание, иако нашиот Бог е најголем, највеличенствен. Ова е само мала слика, да го прифатиш Него со цело срце и да живееш за Него. Тој ти го дал Словото, кое што е чистото злато за секој еден од нас. Да го читаш и да живееш според тоа што е во Словото. Тоа чисто злато
кој што ќе го прочисти и твоето срце. Тука беше излеана целата милост кон нас. Ако го прифатиме крстот, како место на кое што беше очистен мојот грев, и се прилепиме на тој камен темелник, на таа цврста карпа, и како што псалмистот ќе запише, ти си мојата карпа, моје прибежиште. По милоста Божја, го поставиш твојот живот на цврста подлога. Камен темелник е Исус Христос во твојот живот. Твојот живот ќе има смисла, ќе има смисла и за тебе, и за луѓето од твојата околина. Сакам, како заклучок, да издвоиме неколку работи од животот на Јосиф, кои се однесуват и на нас. Првата работа е Божјата перспектива одредува кој и што ќе бидеме. Една иста рана во нас може да произведе и горчина, а може да произведе и снага. Нова сила со која што ќе започнеме да се движиме. Стихот кој што уште на почеткот го научив и е стих кој што многу ми е милен од Библијата, иако многу стихови ми се драги, целото писмо ми е мило и фала му на Господ што можам да го читам, да го проучувам. Стихот се наоѓа во Исаија, пророкот Исаија, 40 глава, 31 стих, каде што се вели дека на оние кои што се надеваат на Господа, им растат крилја како на орлите. Трчаат и не се уморуваат, одат и не постануваат. Кога ние поставуваме нашата надеж во Божиот план, ќе ни растат крилја како на орлите. Ќе трчаме и нема да се уморуваме. Разликата не е во раната, таа е иста, но е во толкувањето. Раната си е иста. Дали од раната ќе создаде во тебе горчина или ќе произведе снага со која што ќе одиш напред и ќе бидеш употребен за Божја слава, зависи од тебе. Зависи како на тоа гледаме што ни се случи. Дали Јосиф ги имаше сите причини за да стане жртва? Го отфрлија, го продадоа, за малку ќе го убие. Јосиф имаше целосно право да се освети на своите браќа, али не стана осветник. Наместо тоа, тој стана чувар и спасител на своите браќа. Тој ја фати Божјата перспектива. Влезе во Божјиот план за неговиот живот. Иако како дете сигурно сонувал многу нешта. Влезе во Божјиот план. Ја свати Божјата перспектива за неговиот живот. И тој стана чувар и спасител на своите браќа и на целата фамилија и на неговиот татко. Божјата перспектива одлучува дали ќе живееме во минатото или во сегашноста за иднината. Ако не си ја сванал, ако има горчина во твоето срце, ти остануваш да живееш во минатото и постојано непријателот ќе те подсетува на она кој што си го доживеал во минатото. Таа горчина треба да му ја предадиш на Господ Исус Христос. Како што вели и Словото, да секое бреме го фрлиме на Него, затоа што Тој се грижи за нас. Перспективата одлучува дали нашиот идентитет ќе биде траума или ќе биде Божји повик за нас, преку нас, за Божја слава. Дали ќе успееме или ќе пропаднеме во гневот и во омразата. Како втора работа, која што сакам да ја научиме, Божјата перспектива не се добива веднаш како што тоа ние си го замислуваме. Пример е, кога ќе ни се случи нешто болно, ние веднаш очекуваме Господ да реагира. Зошто тоа ни се случи, се прашуваме и сакаме да знаеме зошто тоа и ни се случи.
перспективата не е информација. Перспективата е плод на зрелост и на созревање. Бог ретко објаснува во почетокот. Например, Јосиф беше фрлен во јама, но не му беше објаснето што е тоа јама и како ќе може да преживее во таа јама. Јосиф беше предаден во робство, без да доживее објаснување зошто беше продаден. И зошто се тие луѓе, страни луѓе кои што тој не ги познава, зошто тие го водат и каде го водат. Не му беше објаснето. Децата кога се на испит, кога има тест, учителот не им објаснува на нивните прашања кои што ги поставуват. Учителот молчи. Кога Бог молчи, знај дека во твојот живот имаш некој тест. И дека тој тест треба да го поминиш, да го положиш тестот. Бог не зборува за време на тестот. Дури после 13 години, кога Јосиф дојде на престол, се случи промена во неговиот ум. И сега во неговиот живот се си имаше смисла. И неговата перспектива, неговиот план целосно се промени. Јосифовото патување, животното патување на Јосиф, всушност е и нашето животно патување. Сакам малку да појаснам тука. Како прво, Јосиф сонуваше како ќе биде воздигнат. Дали секој еден од нас немаме некој сон во раното детство, некој сонува? Јас сонував да бидам пилот, да бидам високо, да летам над сите. Некој сонува да биде доктор. Некој сонува да биде учител. Некој сонува не знам што. Сите сонуваме да бидеме на некоја висока позиција. Секој го има тоа како сон. Гледајќи од моја перспектива, не знам за вашите соништа. Не можам да ви ги протолкувам и не знам вие што сте размислували. Како втора работа, Јосиф беше фрлен во јама. Падна многу ниско, затоа што, ќе ви повторам, во Божите планови се почнува од оздола, не почнува од озгора. И јас бев ставен во ќош, каде што ни лево ни десно можев да гледам, е така како ќошот. Знам, во наше време, не знам, во денешно време дали децата ги стават во ќош, ама во наше време кога учевме не става во ќош како дисциплинска мерка, за да бидеш послушен, ама ако те стават во ќош, тоа беше голем срам. Си бележан дека нешто ти фале. Апостол Павле мислеше дека е на висока позиција, дори и самиот бараше да ги прогонува христијаните. На пред вратата на влезот на Дамаск падна ниско. Падна доле и 3 дена беше слеп, не можеше ништо да гледа. И тоа беше за промена на неговата перспектива, на неговиот план. Наместо да биде прогонител на црквата, да биде оној преку кого што Бог ќе го исполне планот, Божиот план, не планот на апостол Павле. Да биде еден од најголемите евангелизатори во тоа време, преку кого што многумина го слушна Евангелието и се подигна и многу цркви во многу места, иако помина низ многу страдања. После паѓањето и продажбата, Јосиф помина 11 години во затвор. Помина низ еден силен процес на оформување и на крајот заврши на престолот. Често пати ние бараме одговор веднаш. Апсолутно Бог не работи така. Знаете ли како Бог работи? Како што едно мало дете, кога се раѓа, тоа веднаш не е родител. Бог работи чекор по чекор, со секој еден од нас. Чекор по чекор не менува, не е инстант, стави прашок во чаша со вода и пи сок. И Бог тоа не е така. Него чекор по чекор, Бог сака да не изградува и тоа е најдоброто, кога е постепено, чекор по чекор. И како трето,
што сакам да го извлечеме како заклучок е: моќта не прави да ја изгубиме Божјата перспектива. Злоупотребената моќ никогаш нема да ги излечи раните во срцето. Јосиф не ја злоупотреби моќта. Не гледајте во тоа што е направено против вас. Гледајте во тоа што Бог го прави преку вас. Јосиф во Египет имаше се. Имаше и моќ, имаше и ресурси, имаше и авторитет, но имаше нешто кое што е многу поважно од било што да е. Јосиф имаше исцелено срце. Срце кое што беше исполнето со љубов. Срце кое што може да гледа на иднината, не на минатото. Срце кое што, преку кое што многумина ќе бидат спасени. Престолот доаѓа тогаш кога раната повеќе не владее со нашите срца, а рането срце не може да носи престол. Ова се мисли и во нашите животи. Бог ќе ти даде да носиш толку колку што можеш ти да носиш. И Бог нема да ти даде некоја работа за која што тој смета дека ти се уште не си подготвен. Таа работа, за да може Бог да ја изврши преку тебе, треба твоето срце да биде целосно исцелено, ослободено од било што ти се случило во минатото. Ќе завршам за кратко со еден пример. Пред својата смрт, еден татко на својот син, како аманет, му оставил 2 писма. И после известно време таткото починал. Неговиот син во својот живот се стекнал со богатства, со моќ, во тоа време дојка и бил жив таткото. Но тоа богатство некако полека почнало да се распаѓа. И во едно време се нашол во тешка криза. И тогаш се сетил да го отвори првото писмо кое што како аманет му го остави неговиот татко. И во него пишуваше: и ова ќе помине. Пред да го прочита писмото, бидејќи бил во тешка криза, тој решил да се самоубие. Но пред да го направи тоа, решил сепак да го прочита и го прочитал ова. И ова ќе помине. И навистина, тоа му дало надеж за живот. Продолжил да живее, повторно почнал да се збогатува и сега решил, дошло време и да се ожени. Стекнал имот, голем имот, како некои работи кои што ви ги покажав тука, кола, една куќа, друга куќа, фирма. И се почувствувал моќен. Многу на луѓето во градот, таму каде што живеел, почнал да гледа од високо. Дека јас сум најсилен, најмоќен, дека ја можам се, ја знам се и така натаму и така натаму. И тогаш се решил да го отвори и второто писмо кое што неговиот татко му го оставил како аманет. И таму пишувало: и ова ќе помине. И ова нешто многу силно го допрало на неговото срце. Тогаш свати дека се поминува и дека страдањата и успесите не траат вечно. Али она што е најважно е дека внатрешниот мир може да ве излечи од секоја ситуација, да ја овозможи да не паднете во очај, туку смирени, полни со љубов, со разбирање да бидете употребени за Божја слава. Тоа беа работи кои што и тој ги разбра, ги свати и рече дека треба да си останам таков како што сум. Позицијата, моќта да не го менува мојот карактер. Ова е порака за секој еден од нас. И да си доле, и да си горе. Остани
ист. Немој, ако бидеш на позиција, да ја злоупотребиш моќта на позицијата. Јосиф не ја злоупотреби моќта на позиција. Живејте го животот на правилен начин. И како четврто со кое што ќе завршаме, Божиот план секогаш води кон спасение на други луѓе. Јосиф беше втор човек до фараонот. Кога Бог ја менува нашата перспектива, тој ја менува и смислата за нашите животи, целта на нашите животи. Кога Бог ја менува твојата перспектива, твојот поглед на животот, така да старата рана станува исцелена, за да можеш да им служиш на другите. За да може преку тебе Бог да го спроведе неговиот план. А неговиот план е да многумина бидат спасени. Многумина навистина ја почувствуваат Божјата милост, Божјата љубов, Божјата добрина. Да се исполнуват со тоа и да може да бидат сведоштво за многу други луѓе. Значи, тоа што јас го примив, не е за мене. И за мене, но и за другите околу мене, за да бидат спасени многумина. Јосиф тоа што го прими и беше однесен во Египет, беше за спасение на неговите браќа, неговата фамилија и за многу други после нив. Нека ова ни биде поука, да ја разбереме поуката преку животот на Јосиф. Може да истражувате, може да го читате животот на Јосиф. За мене навистина е една прекрасна, да не ја наречам приказна, него вистина, која што може да ми открива многу нешта и за мојот живот, и за тоа што Бог го сака преку мене. Нека биде за Божја слава.